Патоказот за владењето на правото е всушност оној патоказ кој што ги покрива поглавијата 23 и 24. Тоа се поглавијата за правосудство и темелни права, но и правда, слобода и безбедност. Така што сите оние правила врзани со Шенген, но и независност на судството, ефикасност на судството, борба против корупцијата, слобода на медиумите, малцински права, правата на сите видови на малцински заедници, не само етнички, туку и сите други видови на заедници, ќе бидат посебно третирани, ќе имаат посебно внимание и ќе треба да изработиме во рамките на тој патоказ за владењето на правото акцијски план за малцински групи, така се нарекува во терминологијата на Европската унија. Ние го имаме неодамна, пред неколку дена практично, го добивме табелата или да речам примерокот како треба да изгледа тој патоказ и во оваа фаза во која што следува, значи во наредниот период, најпрво преку представници на институциите, но и експерти видни од областа, од сите овие области што ги набрав, ќе треба да дојдеме до листата на задачи, како ние ги гледаме нашите задачи до членството во Европската унија. Откако ние ќе изработиме определена, да речам, верзија на тој патоказ, ќе го почекаме извештајот на Европската комисија, скрининг извештајот за првиот кластер. Во тој скрининг извештај за првиот кластер ќе се содржат и забелешките или задачите за овој патоказ. Ќе треба да видиме дали ние сме завршили работата и да споредиме, дали треба нешто да се додаде или одземе и кога ќе го завршиме тој процес, ќе бидат тие документи подготвени за формално усвојување од страна на Советот на министри на Европската унија. Кога тие ќе бидат усвоени, и во овој и другите два патокази, практично ние ќе ги исполниме условите за отварање на првиот кластер.